Четвртата негација, и тоа е ат-тагут. Што значи тагут? Се што е предмет. Овде што значи тагут? Треба да се пише што значи тагут. Ма ма'на тагут? Што значи тагут? Тагут значи се што е предмет на обожување освен на Аллах. Освен Аллах субханаху ва та'ала, или секој што ќе излезе и ќе се представи дека треба да биде обожуван, да му се врши ибадет. Јасно? И доказот, кој кажавме, немат ла икраха фид дин, нема присилба кон верата. Што значи немат присилба во верата? Не е дозволено никого да го присилиш да влекви во вера. Зашто е слезен овој ајет? Имат три. Дали се работи три мислења од учења, дали се работи уште со овој ајет или не се работи, после ќе кажеме. Зашто е слезен прво овој ајет? Овој ајет е слезен затоа што вие знаете дека Аус и Хазрадж, овие две кабилиња, не биле од припадниците од Ехли Китаб, не бе јахуди и не бе христијани. Што прави тие? Тие бе што ги обожава камењата. Обожава други богови, кипови. И кога дојде исламот, овие јаудиите имаат деца. И ги гледај овие енсарите и хазраџите имаат деца и ги гледа овие јаудиите дека го обожават на Аллах субхану ва та'ала, пошто тие бе прибадници на книгите, поранешните книги, Теурат и Инџил. И ги пуштаја нивните деца да се прават јахудии, да се прават како ними. После дојде посланикот салаллаху алейхи ве селем, дојде верата и кога се ова е сега долга историја, кога дојде времето посланикот салаллаху алейхи ве селем да ги терат јахудиите од Медина, од нивното зло, од нивното непридржавање на збор со посланикот салаллаху алейхи ве селем, дојде да ги терат посланикот салаллаху алейхи ве селем од Медина. И со ними беа и децата од кого? Од енсарите и хазраџите, овие две кабилиња. И му рекоа на посланикот салаллаху алейхи ве селем, дозволи ни нас да ги спречиме нашите деца да не одат со ними. Зашто тие беа јауди, направени како ними. Тогаш Аллах субхану ва та'ала го слезе овој ајет и рече ла икраха фид дин. Немат присилба кон верата. Остај ги, нека одат со ними. Зашто? Зашто немат присилба? Ево ти кажи ајетот. Кад тебејјана рушду минал гај. Аллах субхану ва та'ала што велит? Вистинскиот пат веќе јасно е. Се разликува од заблудата, од невистинскиот пат веќе Аллах субхану ва та'ала ги имат објаснато ова вера и немат присилба. Не мора да го присилиш некого да влезе во ова вера. Не значи тоа како го свати некој дека тој е слободен да обожава што сака. Тој вистина е слободен да обожава што сака, ама не значи дека тоа ќе му биде прифатен кај Аллах субхану ва та'ала. Судниот ден ќе мора да дават рачун затоа што имат обожавано некого друг освен Аллах субханаху ва та'ала. Ова е точното, значи значење на ајетот. Не значи дека некој мој да го свати дека ако немат присилба кон верата, кој што сакат нека обожават и ова ќе му биде прифатен кај Аллах субхану ва та'ала. Ед-дин овде има дојдено со елиф и лам. Ед-дин има дојдено со елиф и лам, што значи ова е исламот. Ова е бидена вера на Адем алейхиселам, ова е бидена вера на Нух алейхиселам, на Идрис алейхиселам, на сите посланици, ова е бидено на Иса алейхиселам, на Муса алейхиселам. Ова е бидено. Инна дина инда Аллахил ислам, верата кај Аллах субхану ва та'ала прифатена вера е само исламот. Нема да се прифати друга вера освен исламот. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. И оно што бара друга вера освен исламот, нема да му се прифати. Лен, има дојдено лен. Никогаш нема да му се прифати кај Аллах субханаху ва та'ала, затоа што тоа никогаш не биде на вера.
никогаш не е бидено вера. Шеријатот се имат разликувано од посланикот, од посланик до време на друг посланик. Нешто се има правено харам во време на Нух алейхиссалам, после се има дозволено на времето на другите посланици покасно. И така, ама верувањето, теухидот е биден ист. Wa ya qaumi ibudu Allaha ma lakum min ilahin ghayruh. О мој народ, сите посланици така веле. О мој народ, обожавајте го само на Аллах субханаху ва таала, нема друг господар за вас што заслужува да се обожават освен Аллах субханаху ва таала. Така е бидена верата кај Нух, кај Адем, до кај Мухамед салаллаху алейхи ва салем. Значи теухидот не е сменет. Што се сменат? Се сменат законите, некои правила во шеријатот. После велит Аллах субханаху ва таала: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Тој што не верува во тагутот, а верува во Аллах, се држи за најцврстата врска која што нема да се прекине, а Аллах субханаху ва таала се слуша и све знае. Сега овде имаме различни видови на тагутот. Прво да кажаме што значи тагут, ама и тагутите не се една врста, се многу врсти. Овие 5 се главните. Иначе тагут, што значи тагут? Муштакун минат тугјан. Ова е збор ваден од преминување на сите граници. Човек што ги преминува сите граници, тоа е тагут по јазик. А Ибн Аль-Кајим рахимахуллаху таала што велит? Куллу ма џаваза бихи л-абду хаддаху мин ма'будин ау матбу'ин ау мута'ин. Велит тагут е све што човекот си го преминува границата према него. Било тој некој што го обожава, било тој некој што го следи, или пак бил тој некој што му се покорува, го поштува. Значи ти го имаш зема на него за Бог, го имаш правено тагут. Јасно? Ибн Аль-Каим, значи, подетално имат влезено во објаснување на што значи тагут. Wat-tawaghitu kathirun bila shak. Тагутите се многу, без никаква сумња, многу се. И секој тагут фахуа кафирун била шак. Секој тагут е кафир, неверник, без никаква сумња. Валакин руусухум хамса. Главните од ними, од тагутите, се 5. Значи првиот е шејтанот, иблисот. Аллах субханаху ва таала велит во Куран: Алам а'хад илейкум ја бани Адама алла та'буду шејтан. О синови Адемови, зарем не ви наредив? Не обожувајте шејтанот. Не обожувајте го шејтанот. Тој е вие отворен непријател. Зашто? Зашто тој е главата во повикувањето кон заблуда. За да се обожава некој друг освен Аллах субханаху ва таала. Шејтанот никогаш не вика дојте обожавајте ме мене. Не може да го најдеш тој никогаш. Да вели дојте обожавајте ме мене. Тој те однес во ширк, за да го обожаваш некого друг. Ама тој не вели не обожава, а Аллах субханаху ва таала ти го прави шејтанот за Господ, кога ти му даваш на неговите наредби, на неговите везвеси, го послушаш и одиш го обожаваш некој друг освен Аллах субханаху ва таала, Аллах субханаху ва таала ти го прави шејтанот за Господар, го обожаваш на шејтанот. А Аллах субханаху ва таала вели немојте да го обожавате него. А шејтанот вели, го имаш најдено негде во Куран да вели дека јас сум Господар. Кога го однеси шејтанот човекот во куфр, што вели? Инни бери минк. Јас се дистанцирам од тебе, се оддалечувам од тебе. Инни ахафу Аллах, јас му се плашам на Аллах субханаху ва таала. Тој вели ти си полош од мене. Шејтанот вели
Ti si po losh od mene. Јас му се плашам на Аллах. Шејтанот никогаш нема да рече јас сум Бог, а инсанот да, Фираун рече ма алимту лекум мин илахин гајри, не знам за вас друг господар освен мене. Исто други, како што беше Немруд во времето на Ибрахим алейхиссалам, што се нарекува како Бог. И примерот после го знаете во сура Бакара, што тоа донесе Аллах субхана тааля, примерот со сонцето. Значи ова е првиот тагут кој е од 5 главните е шејтанот, иблисот. После, значи тој што е обожуван и самиот е задоволен од тоа. Значи некој го стават да го обожаваат, го земват за господар, за Господ и тој се задоволи со тоа обожување. Значи ова се имат направено Бог сам. И тој имат влезено во главите од тагутите. Значи се имат направено едното од главните тагути. После третото, значи тој што ги повикува другите да му се поклонат, да го обожаваат, да му се покорат. Тој што ги повикува другите за да му бидат ними, да го обожаваат него, како Фираун, како Немруд, како многу други што се бидени владатели во ова земја и се имаат нарекувано како богови. Значи, ако ти ги обожаваш, ги имаш земано ними за богови и ако му се покоруваш ними, ги имаш земано за богови и имаш паднато во голем ширк. После, секој што тврди дека знае нешто од гајбот, од она што не е видено. Овие како оние што се некои што го како ги викате вие оние гатачите, овие што кажуваат дека ја знаат она што не е видено или што иднината, што ќе тоа Аллах субхана тааля вели не ја знаат она што не е видено или она иднината што ќе дојде во небесата и во земјата, освен Аллах субханаху ва тааля. И ние треба да веруваме во гајбот, а не смееме да велиме дека го знаеме гајбот, тоа што ќе идет. Тоа ние забрано зашто тоа што ќе иде само Аллах субханаху ва тааля го знаат. Ние му веруваме на предзнаците од кијаметот што има кажано посланикот салаллаху алейхи ве селем дека ќе дојдат, затоа што Аллах субханаху ва тааля не го имат објавено. И некои од тие предзнаци што идат, ние му веруваме како верници. А не значи тоа дека му веруваме на гатачите. Ние му веруваме на посланикот салаллаху алейхи ве селем, тоа што е дојдено со објава. И петтото, значи тој што суди со друг закон освен Аллах субханаху ва тааля. Сега овде имат правила. Значи во оваа точка мора да застанеме. Што значи да се судит со друг закон освен законот на Аллах субханаху ва тааля. И овде треба да се пише сега. Судењето со друг закон, не со законот од Аллах субханаху ва тааля, се делува на колку врсти? 2 врста. Првиот дел што спаѓа во голем куфр. И потоа ова поглавје има неколку форми. Кога човекот падне во голем куфр со судењето со друг закон освен законот на Аллах субханаху ва тааля. Кажавме имат голем куфр и имат мал куфр што не излегвит од вера. Со големиот куфр излегвит од вера. Не е муслиман веќе. А со малиот куфр има чинато голем грев. Тој е валим, неправедник, неправеден човек, ама не излегвит од вера. Првата врста е голем куфр. Што ќе кажеме сега колку форми има тука. Имат неколку форми, јас 5 ќе ги спомнам сега. Првото е да се суди
so drug zakon, ne so zakonot od Allah subhanahu wa ta'ala što ga imate objavljeno, znači u svojata knjiga, od prezir kom Božji od zakon. Znate što znači prezir ili ne znate? A? Znate li? Istihfafan bi hukmillah. So prezir, znate što znači ili ne znate? Ne znate makedonski vi izgledat. Ha? Ne negiranje. Negiranje to je ide svega. Tukaj u ovoj negiranje. Nego ko da njemu davaš prednost, ko da go zemiš nešto za nebitno. Kaj tebe? Da go zemiš Allahovi zakon nebitno. Nego poštuvaš Allahov zakon. Nego kako so ponižvenje na Allahovi zakon. Znači kako se sudi takav i ponižen ko na Allahovi zakon imaš padnato vo golem kufr. Znači koji sudi takav, koji go smeni Allahovi zakon so ponižvenje ili pak ne mu dava prednost na Allahovi zakon, saka da ne go počituvat Allahov zakon, znači so veruvanje vo to, imat padnato vo golem kufr. Ovo je prvata. Zašto kaj kažeme koga je posle mal kufr. Mora da kažeme prvo, zašto u ova mesele se pravi šašmaš. Ova mesele mu se имаат отворene устите на оние што не знае да разликуваат големиот куфр и малиот куфр и после ги имаат измешано двете и после има дојдено до да ги истајат луѓето од верата, од незнаење. Ово ги има земено менхеджот на хавариджите од незнаење. Од незнаење. Посебно младите, што брзаат, што немаат земано знаење кај учењаците, немаат седнато пред ними. И тие после прават покол. Ги земват Аллаховите ајети и ги стават не на праведно место, кај што требит да се стават. Ги земват хадисите од посланикот салаллаху алейхи ве селем и ги стават на неправедно место. Тој го земи, на пример, хадисот од посланикот салаллаху алейхи ве селем велит сибабул муслими фусук ва қиталуху куфр. Да го псуваш некој брат муслиман, вели посланикот салаллаху алейхи ве селем, е голем греф. Ва қиталуху куфр, а да го убиеш е неверување, куфр. Е сега, оној што не знае што значи овој хадис од посланикот салаллаху алейхи ве селем овде, тој мисли дека е секое убиење измеѓу муслиман према муслиман, дека тој што го имат убиено имат излезено од вера, другиот. Убиецот имат излезено од вера, не знае да разликуваат. Што значи ова? Ова значи оној што го прави халал да се убие верникот, тој излегвит од вера. Оној што го прави халал, вели дека муслиманот смее да се убие, халал е дозволено, тој излегвит од вера. Ама тој што му убиет за некој проблем измеѓу ними, не го дозволува да се убиет. Ама ето, нервозата има дојдено во некој степен што го однесвит него да го убиет на некој брат муслиман. Ама не го дозвола да го прашаш него дали е дозволено да се убиет муслиманот, ќе велит не, Аллах субхану таала го има забрането да се убиет муслиманот. Значи овој нема излезено од вера, овој има правено голем грев, од најголемите гревови. Што гледа, а хавариджите не ги свадат овие хадиси и ги стават на погрешно место. После тие прават текфир за големите гревови и за малите гревови. Имат и тие, имат групи, не се една група, имат некои што претерат на текфир, имат некои што се прават текфир помало, поблизу до суннетот. Значи ова е првото. Второто е да суди со друг закон, освен Аллаховиот закон, значи од она што го има слезено Аллах субхану ва таала во Куранот, со мрзење на Аллаховиот закон или пак го негира Аллаховиот закон. Значи кој суди со друг закон, освен законот на Аллах субхану ва таала, тоа што го има слезено во Куранот,
со mrzenje na Allahovi zakon. Znači go mrzit na Allahovi zakon. I ovdje sakam da zastanam vнимание сакам посебно кај жените. Во еден ајет што тие посебно кога се зборуваат за мажот да се жени со повеќе жени, не со една. Значи да земи 2, 3, 4. Тие смеат да имаат љубомора, затоа што тоа е Аллах субхану таала има садено во нивните срца. Ама треба да пазет да не го мрзет законот од Аллах субхану ва таала. Зашто овде ако жените го мрзет, зашто Аллах субхану ва таала го има дозволено то, се во опасност од куфрот, од излегвање во вера, иако таја клањат, иако таја е забулена, иако таја оид во џамија и сите делови од исламот ги исполнит. Ама ако го мрзит еден ајет, еден закон од Аллах субхану ва таала за некоја љубомора нејзина во срцето, е во опасност за иманот свој. Јасно? Значи, посебно ова е за жените, кај ќе дојде оваа работа, од љубомората не може да ја контролираат, значи нефсот, сам себе си не може да се контролираат и почне да го негираат Аллаховиот закон со нивните слаби мозоци. Ти можеш да имаш љубомора, можеш да не сакаш, можеш да не дозволуваш, тоа е све кај тебе садено тоа. Љубомората кај жените е садено, така беше и кај жените од посланикот салаллаху алейхи веселем, меѓутоа не го негираја Аллаховиот закон затоа што Аллах субхану ва таала знае што има дозволено и што имат забрането. Тој е господар на небесата и земјата и тој знае како не имат створено нас, како ги имат створено ними. Кул антум а'ламу амилlah. Аллах субхану ва таала вели, дали вие сте познаени или Аллах субхану ва таала? Значи, секако дека Аллах субхану ва таала е познаен од нас. Значи, ова е втората точка, втората форма. Значи, кој суди со друг закон, освен Аллаховиот закон, со мрзење на Аллаховиот закон, го мрзит Куранот, го мрзит законот од Аллах субхану ва таала и го понижвит или го негират, имат паднато во голем куфр, имат излезено од вера. Јасно? После третото, ако тој човек верува дека другите закони се подобри и покорисни за луѓето него Аллаховиот закон, имат излезено од вера. Ако мислит еден човек дека законите што се ставени од луѓево се подобри за народот и се покорисни за народот него Аллаховиот закон што го има слезено во Куранот, имат излезено од вера. Јасно? Некој мисли да, овој Куран не е за денешно време. Ова е за Куранот е за кога? За пред 1445-6 години. Ако мисли некој така, дека овој Куран не е за денешните времиња, тој имат излезено од вера, со верување. Ако верува така, имат излезено од вера. Четвртата, ако верува дека другите закони што се поставени се слични како Аллаховиот закон или пак исти како Аллаховиот закон, имат паднато во голем куфр. Законите што ги има ставено другите. Сега, посебно земјите што не судат со Аллаховиот закон. Ако мисли еден верник, тој не може да биде верник, па еден човек. Ако мислит дека тие закони му се исти, како Аллаховиот закон, што има разлика закон тој. Или пак мисли дека се исти како Аллаховиот закон, нема разлика. Има паднато во голем куфр. Ова е која форма? Која точка? Четвртата. Да спиете. Зашто вие треба да одговорите после на тест, не јас. Петтата.
Ako nekoj sudit sa drug zakon, osven Allahovi od zakon, sa verovanje дека тоа му е дозволено. Халал. И дека му е дозволено да се суди со друг закон, освен Аллаховиот закон, имат излезено од вера. Ако некој човек мисли дека му е дозволено, халал е да се суди со друг закон, освен Аллаховиот закон, имат излезено од вера. Со верување. Јасно, овие се 5. Кој беше првата, Хасан? Првата е да се суди со друг закон, а не со шеријатот, да го земите Аллаховиот закон како понижение и да не му дадат многу предност. И да мислите да е нешто мало. Добро. Сега докажите за овие. 5. Дека кој судит со Аллаховиот, со друг закон, освен Аллаховиот закон, и вели дека е халал да се судит со друг закон, освен Аллаховиот закон, или верува дека е подобар од Аллаховиот закон, некој друг закон, имат излегвено од вера, имат паднато во голем куфр. Доказите прво. Овој го прогласи на Аллах субханаху ва таала, како се велите, мукеззибун лилlah. Го прогласи на Аллах субханаху ва таала како лажлив, како лажгов. Овој човек што вели така, го прогласи на Аллах субханаху ва таала како лажгов. Прво, зашто? Зашто Аллах субханаху ва таала вели: "Алейса Аллаху би ахкамил хакимин." Аллах субханаху ва таала прашува дали не е Аллах субханаху ва таала најмудриот, најправедниот од судиите? Значи немој да биде друг некој човек да донесе некој закон подобар од Аллах субханаху ва таала. И ако вели тој така, значи го прогласи на Аллах субханаху ва таала како лажгов. Зашто Аллах субханаху ва таала праши во Куран дали имат некој, немој да бидит. Ова Аллах субханаху ва таала не праши за да му дајме ние џеваб. Ова ве џевабот го имат. Џевабот е зашто е господар на небесата и земјата. И ова е суал, ова е прашање што не бара одговор. Реторичен. Ова не треба да му даваш ти одговор, што одговорот е даен. После доказот од Аллах субханаху ва таала: "Ваман лем јахкум бима анзала Аллах, фаулаика хумул кафирун." И тие што не судат, или пак оние што судат со друг закон, освен Аллаховиот закон, тие се неверници. Аллах субханаху ва таала вели во Куранот. Значи тие што ги исполнет овие точки, горе што ги спомнавме, важи овој доказ за ними. Вели Ибн Аббас радијаллаху таала анхума: "Мен џахада ма анзала Аллаху фақад кафар." Оне што го негира тоа што го имат слезено Аллах субханаху ва таала во Куран, имат паднато во куфр, во неверување. وَمَنْ أَقَرَّ بِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ. А оне што го афирмира и го прифатит Аллаховиот закон, ама не судит со тоа, значи тој вели дека треба да се суди со Аллаховиот закон. Аллаховиот закон е подобар од сите закони. Нема друг закон што му сличи на Аллаховиот закон. Немој да му биде равен ни еден закон друг на Аллаховиот закон, ама не судит со тоа. За некоја страст, за некој ришвет или било што, дуњалочки работи, овој велите фасик залим. Овој што имат излезено од покорувањето на Аллах субханаху ва таала и е залим, неправеден, имат правено неправда. Имат правено
голема неправда карши Аллах субханаху ва та'ala. Wa yaqulu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala o komentarot na ovoj ajet što velit, što go kažavme porano ajetot, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Vejt ej huwa al mustahil lil hukmi bi ghayri ma anzala Allah. To je onaj što go dozvolit da se sudit sa drug zakon osven Allahovi od zakon. To što veli дека je halal da se sudi sa drug zakon osven Allahovi od zakon, ima padnatovo golem kufr. Jasno? Сега ојме на другата врста. Кога падвит, кога е мал куфр. Кажавме дека куфрот се делит на голем куфр и на мал. Сега ојме кај малиот куфр. И под ова врста, значи во малиот куфр, спаѓаат неколку форми. Првото да суди со друг закон освен Аллаховиот закон, а тој верува дека Аллаховиот закон е подобар и покористен за луѓето и дека судењето со друг закон не требит да се судит и тој не е исто, значи не му е сличен како Аллаховиот закон, ама тој судит со друг закон сакајќи да го наштетит на некого или да му прави неправда на некого што го судит. За некој проблем, значи мој да има и тие некој проблем измеѓу себе. Судијата и оној што го судит. Сега има дојдено да се судит кај него. Кога го гледа него, ти ми требеше. Тој знае дека сега тој треби да судит за него можда. Ама за некој е нервоза судијата, он него натре. Тој знае дека треби да се суди со Аллаховиот закон. И Аллаховиот закон е подобар. И немој да му биде друг закон сличен на Аллаховиот закон. Ама сака сега да го наштетит на фулен човекот за некој проблем што има измеѓу тие и судит, го сменит Аллаховиот закон. Судит со некој друг закон, само за да го наштети него. Овој не пади во голем куфр. Зашто? Зашто не верува дека то треби да се прави. Него за некоја страста негова внатре. И суди со друг закон, освен Аллаховиот закон. И овој има паднато во мал куфр, не во голем куфр. Јасно? Првата. Ако не е јасно, кажете. Јасно или не е јасно? Шучур. Алхамдулилlah. Значи, видиш што вели долу. Суди така зашто? За малтретирање или одмаздување на осуденикот. Сака да го малтретират, или да му се одмаздат од нешто, што има и тие измеѓу ними. Зато вели Ибн Уthaymin рахимахуллаху таала. Вели тој осетвит дека чинит грев. Осетвит натре дека чинит грев. Ама тој судит не со Аллаховиот закон, не дека го мрзит Аллаховиот закон. И не мисли дека Аллаховиот закон мој да се заменвит, значи со некој друг закон. И не верува дека има друг закон подобар и покористен за луѓето од Аллаховиот закон и не верува дека друг закон мој да биде ист како Аллаховиот закон и не верува дека му е дозволено да суди со друг закон освен Аллаховиот закон, ама тој суди за да го наштети осуденикот, да го малтретира, тогаш не вериме дека овој судија е кафир, неверник. Не вериме дека овој судија е кафир, неверник. Зашто хавариџите велат тој не е верник. Излезен од двера. Зашто? Не суди со Аллаховиот закон, завршена тема. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Има завршено, тој муабет завршен. Мора да е кафир. Не е така. Значи не е така. Ибн Уthaymin вели овој судија не е кафир. Но велиме дека е неправеден и што ги имаат преминато сите граници.
Значи имат чинато голем греф. Ама имат паднато во мал куфр. Не во големиот куфр што е излезен од верата. Ова е првото. Второто, и ова имат 5. Второто е да судит со друг закон, освен Аллаховиот закон, за исполнување на некоја страста негова. Верувајќи дека Аллаховиот закон е подобар и покористен за Аллаховите робови и дека другите закони се неважечки. Другите закони сите се невистински, неважечки, него и тој судит со друг закон, освен Аллаховиот закон, за некоја страста негова, што сака да ја стигне во дуњалокот. Било то пари, било то нешто од дуњалокот. А овој човек немат излезвено од вера. Имат паднато во мал куфр. Јасно? Јасно. Третото. Ако веруваат дека Аллаховиот закон е подобар, и покористен за луѓето, и дека другите закони се неважечки, ама суди со друг закон затоа што на пример си го сака, го воли на еден човек за да му донесе на некоја корист него. Го има другар, човекот го има другар и шо прави? Има дојде некај судијата сега. Знај дека тој е неправи, треба да судит против него. Со Аллаховиот закон треба да судит против него. Шо правите овој? Другар ми е, близк ми е, пријател ми е. Како овој да го судам сега, јас овој в затвор да го однесам? До вчера пиевме кафе заедно, ми има дај на ручек ваму таму, ова она. Го сменвит Аллаховиот закон, за да се спаси тој. Ова имат паднато во мал куфр, не во голем куфр, затоа што тој мисли дека Аллаховиот закон, затоа треба да се и веруваат во тоа, не само што мислит со ум, него веруваат, верување му е натре во срце и го декларираат со уста дека треба да се суди со Аллаховиот закон. И тој е праведниот закон, другите закони сите се неправедни и неважечки. Ама, ето, се деси страста негова, пријател, близок, му се јави, ти се јавив, ова, она, и го сменит Аллаховиот закон. Значи, овој не излегли од вера, него имат паднато во мал куфр. Уште две и завршиме за денеска, иншаллах. Ако верува овој човек не падвид во голем куфр, него падвид во мал куфр, ако верува дека Аллаховиот закон е најдобар закон и покористен за луѓето, ама судит со друг закон, освен Аллаховиот закон, за некоја придобивка што ќе ја добие судијата или пак осуденикот. Како некој рушвет, некој корист, некој пари, некоја земја, некоја кола, 100.000 евра кола, 160.000 AMG, разбираш, BMW, XM, не знам јас кој се тие. Сега ако ќе дојде судија, мора да судиш вака, иначе AMG-то ојд, немат. Или осуденикот го има другар, богат човек, тој милионер, како да судит против него сега? Сега треба да му иземит милионите, тој после ќе му биде непријател. Добро, денес кај судија, утре мој да не биде судија, што ќе го најдит него кога излезе на пат. И го сменвит Аллаховиот закон за некој корист, за некоја придобивка. Ама тој знајд натре во срце дека треба да се суди со Аллаховиот и го докажвит и веруваат и вели дека немој да му биде сличен никој закон. Ама ето, се деши. А овој во мал куфр, немат излегвено од вера. Јасно? И петтата, верува дека Аллаховиот закон е подобар и покористен за луѓето и дека другите закони се неважечки, невистински, ама суди со друг закон, следење на другите судии пред него. Ги следуваат како што обиден. Некој судија пред него не судеше со Аллаховиот закон, и другиот не судеше со Аллаховиот. И така и овој тера по ними. Читапот го имат и исто системот го имат земано и суди така. Ги следит претходните судии, што не суде со Аллаховиот закон за нивните страсти. Значи овој имат паднато исто во мал куфр, не во голем куфр. Значи овде ви се јасни овие точки, кој пади во голем куфр и кој пади во мал куфр, за да ви се јасни работите, да не ви ги мешаат текфирците, хавариджите
murxhite, da nëse meshat e so, ovi e grupi. Murxhite, i oni shogima e golemit e kufrit i e velet muslimani, se oni e toçkit e gore shogima, ti e velet për velet musliman se. Çim velet musliman, musliman. Gotovo. Ne gledat mogu tje. A tek fircit e pak sitese. Jo, ovi e shogima e tovi, oni e shogima e tovi e dolu, sitese. Izlezeni od vera. Tije nego, znači nego opravde čovjek co ne znanje. После ќе кажеме ние кои се, значи пречките и кои се условите што треба да ги исполните еден човек за да можеш да му даваш текфир или да му даваш бида, тебди или тефсир. Имат услови, имат пречки, треба да се каже што е куфр, што е имат. Значи имаме што треба да објасниме понатаму. Иншааллаху таала и доказите за ова се сличните докази што ги кажавме за големиот куфр. Isto dokazot od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma velit men jahada ma anzala Allahu faqad kafar, ono što ga negira to što ga ima slezeno Allah subhanahu wa ta'ala, imati izlezeno od vera što ga negira so srce i so usta i so dela. Imati izlezeno od vera. وَمَنْ أَقَرَّ بِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ, a onaj što ki potvrdi i ki prihvati zakonite od Allah subhanahu wa ta'ala, ama ne sudi so to, za nekoja strast, za nekoj rišvet, za nekoj biznis, za bilo što, ovo je fasiq, zalim, znači što imate izlezeno od pokoruvanja na Allah subhanahu wa ta'ala, imat pravno nepravda, zato što ajetot Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma i Tawus i drugite velet lejse bil kufri alladhi tadhhabuna ilayhi wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Ne je kufra što vi odite kaj nego, znači golemijet kufr. Golemijet kufr je za oni što mu sličet na oni, što go zaslužve to. Kako? Zašto ovdje imat zašto je slezeno ovaj ajetot. Za jaudite, nekoj velet za jaudite, a jako je slezeno za jaudite, ovaj ги натре влеквет сите кои ги прават оние што ги прават тие, јаудиите. Јаудиите што прави? Ги смене Аллаховите закони. И еден сега денешен муслиман да дојде и да велит, да пишет некоја книга, тој сам, и да велит дека тој е од Аллах субхану таала, овој закон е од Аллах субхану таала, го имат правено истото што го имат правено јаудиите порано. Што прави јаудиите порано? Зашто е слезено овој ајет? Зашто е слезено овој ајет? Има 2 или 3 коменти. Кажи еден од ними. Има за по-честните луѓе, има менбето казната за богатите, има во 2 кабилиња од јаудиите. Кога се убие тие Бени Надир и Курайда, Бени Курайда. Јако не се знае точно дали се бидене, видно 2 кабилиња од јаудиите. Ова е еден комент. Што прави тие? Овие Курайда бе, например, појаки, побогати, почесни. И ако го убиваше еден од другата фамилија, го убиваше еден од Бени Курайда, требаше да платат, дијата му беше колку 100. Му беше 100, што има одредено тие една мера за да го откупе, да го ослободат нивниот човек. А ако тие убие кај ними, кај сиромашните, беше 50. Додека дојде посланикот, салаллаху алейхи васелем. И се дешава, овие сиромашните го убие еден од овие, богатите. И овие му рекоа, дајте сега 100 од оно што наредивме, дека треба да го откупите, да го ослободите вашиот човек. Рекоа веќе немат. Замина тоа време. Сега имаме кај да се судиме, тогаш се плашевме од вас, немаме кај да одиме, кај да се судиме, сега ќе оиме кај, чим дојде Мухамед, ќе оиме кај него, ќе се судиме. Овие богатите, што рекоа, да оиме кај Мухамед, вие знаете дека тој нема да ни дава толку колку ние бараме. Тој ќе ни дават исто, иако се убиват кај ними 50 и кај нас 50 или 100 кај ними, 100 кај нас, исто, нема тој побогат, морат
po që ta davash. Ako e po siromash, po ma, to be neprave. To je nepravedan sistem. Ka Allahu e potrapratani knojt. Taka. I ti e shoreko i pushte e munaficite. Është e jaudive, ne ode kaj. Pushte, ode te ka Muhammed i gledate, spomnete mu goa, shoke velit. Ako sudit zanas, ke prifatime. Ako ne sudit zanas, nema da go prifatime. Ovo je jedan komentar. Drugi jote, koga jedan maž od jaudijite, jedna žena napraje blud. I otidoje, kaj poslanikot, sallallahu alaihi wasallam, da se sudet. I poslanikot, sallallahu alaihi wasallam, reče, dobro, što pišit kaj vaša ta knjiga? Za bludot. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala ne imаше забраната на посланикот салаллаху алейхи ве селем, значи да гледат и во другите книги, да одат по нивниот шеријат. После Allah веле: "Wa anihkum bainahum bima anzala Allah." И нема сменување после. Allah рече: "Сега суди само со Аллаховиот закон. Сакаат тие, не сакаат, само со законот од Куранот." Пред тоа посланикот салаллаху алейхи ве селем ги праша: "Што пише во Теуратот за блудот, ако двајца тие се, на пример, имаат брак, и таја имаше брак, и тој имаше брак. Жената беше мажена со некој друг, овој со некоја друга жена." Рекој е, имаме ние тахмим. Тахмим. Што значи тахмим? Значи му го оцрне лицето, или со боја, или пак со некој жар или нешто што имаше останато од жарот, му го оцрне лицето и ги каче над магаре наопаку. И ги пушта да шетаат низ цел град. И посланикот салаллаху алейхи ве селем рече: "Донесете го Теуратот." Донесе го Теуратот. Абдуллах ибн Салам беше до посланикот салаллаху алейхи ве селем седнат и слушаше. Тој беше од учењаците од јаудиите. И го донесе Теуратот. И вели посланикот салаллаху алейхи ве селем: "Читајте сега Теуратот." И читаат тие. И тука кај што иде дека требит со камења да се мава, дур да убие, дур да умрет, оставил еден прстот и го читат ајетот во Теуратот понапред и позади, не го читат онај делот. И Абдуллах ибн Салам му вели: "Кренај го прстот, кренај раката." И тука пише дека треба да со камења дур да му излегви душата, да умре така. Значи, тие така праe. Го ставе, сакаат да го сменет Аллаховиот закон. И еден верник денеска што иде, ти си го прави истото слично како ними, сака да немојте да го сменит во Куранот. Тој немој да го сменит во Куранот. Него тој што велит? Не велит, Allah subhanahu wa ta'ala велит, например, "Сариqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Тој немој да го сменит сега во Куранот, да го пишит сам тука, него што велит? "Фасджунухума." Ставете ги во затвор. Крадецот од маживе и она што крадете од жениве, Allah subhanahu wa ta'ala велит: "Сечете му ги рацете." Тие што велит? Не треба овој закон. Прескок. Ставете ги во затвор. Со верување во тоа, имате излегуване, го имат направено истото што го прави јаудиите. И Allah велит: "Кој не суди со Аллаховиот закон, тој е од неверниците."